Само неколку месеци траеше намалувањето на цената на поскапиот леб од 25 на 20 денари, кога граѓаните се израдуваа дека ќе јадат ефтин леб. Пред околу 2 недели пекарите кои лебот го продаваа по 20 денари повторно ги вратија старите повисоки цени. Истовремено маркетите кои на граѓаните им нудеа леб за 12 до 13 денари го изголемија цените за 2 денари. Од вчера е најавено ново поскапување од 20% на лебот, што е еднакво на околу 2 денари за векна, што за најефтиниот леб кој го има само во трговската мрежа на поедини маркети. Дали овие 20% ќе важат и за производителите на поскапиот леб? Засега никој не кажува. 20% зголемување пекарите го објаснуваат со зголемени цени на пченицата и брашното, како и порастот на платите во оваа индустрија и поскапите енергенси. Според нив, работењето под овие цени е неисплатливо и носи загуби, но тоа што загрижува е можноста трендот на поскапување на основниот прехранбен артикал да продолжи и понатаму, бидејќи во регионот се случуваат сериозни кризи кои имаат влијание на прометот со пшеницата и брашното. Државата будно ги следи ценовните движења во мелничко-пекарската индустрија и доколку тие надминат одредени граници и го загрозат стандардот на граѓаните, можни се интервенции од материјалните резерви. Во нив се складирани 13.000 тони пченица, која доколку се пушти на пазарот може да има амортизирачки ценовен ефект. Но на колкав рок ќе биде зауздувањето на цените, тешко е да се предвиди бидејќи зависи од многу внатрешни и надворешни фактори.